Угостители, музичари, фотографи вработени во студија за декорации, сладкарници, цвеќарници, шминкерници и сите останати дејности поврзани во организирање на свадбени прослави, денеска излегоа на протест во Скопје и Гостивар. Не се задоволни од помошта која добиле од владата. Велат и покрај сите состаноци немале слув за нив. Бараат владата итно да им дозволи да работат, односно да организираат свадбени и слични прослави под строги протоколи. Се жалат дека цела година се без остварен приход, но велат дека на вработените редовно им даваат плата. Се бара и отварање на ноќните клубови. 11 месеци од сопствени средства плаќаме камати за кредити, кири, комунални трошоци, осигурување, обезбедување и останати режиски трошоци. Апелираме да донесете протокол со временска динамика кој што е од исклучително значење како за нас, така и за идните наложенци. Споредбено со регионот, ние сме единствена земја која што не доби протокол цела измината година. А поддршката што ни ја дадовте субвенционирање за плати и придонеси, како еднократниот грант, е убедливо најниска директна помош во нашиот сектор. Министерот за економија Крешник Бектеши пак вели дека угостителите имале доволно помош во 4-тиот пакет мерки и дека не се заборавени ниту во 5-тиот пакет. Што се однесува до протестите и до ултиматумите, јас не би се согласувал со ултиматумите, а секако дека би ги охрабрил сите граѓани на демократски начин, пошто ние сме демократска држава, да го кажуваат нивното мислење преку демократски начини како што се и протестите, а ние ќе бидеме тука како влада да им помогнеме на бизнисот и на граѓаните, се со цел да ја поминеме пандемијата со најмали последици. Организаторите на свадби и семејни прослави, но и газдите на ноќните клубови најавија, доколку надлежните не им излезат во пресрет, од понеделник ќе почнат со континуирани протести во Скопје и во градовите од натрешноста.